Во 21 век европска земја негира јазик и идентитет на нејзин сосед и тоа нема никаква врска со европските вредности. Премиерот Христијан Мицкоски од Минхен порача дека потребна е поголема поддршка од Брисел за македонските евроинтеграции, кои се условени со вештачки проблемот кој го наметнува нашиот источен сосед. Наместо поддршка, Бугарија билатералните спорови ги носи во Европската Унија и поради тоа имаме балканизација на Европа наместо европеизација на Балканот. Мицкоски на панел дискусијата во рамки на Минхенската безбедносна конференција порача дека Македонија има направено премногу отстапки и компромиси во минатото и се уште е далеку од европското семејство. Parliament of one of the youngest EU member countries is neglecting Macedonian identity, denying my mother tongue, Macedonian language. We are talking about a small country at the heart of the Balkans with less than 2 million people, which want to be a part of the European family, and they are not able to be a part of the European family because someone, as you said, a little bit bigger, got into the EU table prior my country. You've got to name the country at this point. Our eastern neighbor now. We are facing a lot of problems with our eastern neighbor, Bulgaria. Мицкоски порача дека Македонија стана членка на НАТО со големо страдање и понижување бидејќи го промени уставното име поради Грција, а сега повторно имаме услови и уцени од другиот сосед Бугарија. Затоа вели тој, кога се говори за двојни стандарди во политиката, треба да се има предвид и македонското прашање, затоа што 2 декади кандидатскиот статус не може да се претвори во членство заради вештачките прашања кои се отвораат. Овие ставови Мицкоски ги изнесе на панел дискусијата Геостратегија и енергетска сигурност во рамки на Минхенската конференција. Мицкоски во Минхен се сретна со председателот на Европскиот совет Кошта, со председавачот на Минхенската конференција за безбедност Кристоф Хојзген и хрватскиот колега Пленковиќ, како што информира од владината прес-служба. На сите средби ги истакнал заложбите за реформи и европеизација на Македонија, со цел побрзо да станеме членка на Европската Унија.